Практично Сдруженијето на новинари на Македонија преговара со владата, без тоа да биде вклучен другиот дел од ФЕЛАТ, односно оние кои што се членови на Македонската асоциација на новинари. Ние тоа едноставно го цениме како момент во кој што нема разговор со ФЕЛАТа, туку едноставно има разговор на истомисленици. Што значи не е воспоставен диалог околу она што они го велат реформи за медиумскиот сектор. Втората работа е што практично они одат на еден начин со свесно игнорирање на Македонската асоциација на новинари, но не станува тука збор за асоциација или организација која што се игнорира, туку станува збор за игнорирање на мнозинството новинари во Македонија кои што не можат да бидат исклучени од тој процес. Во контекстот на она што е повикан господинот Ван Хауте да се вклучи во реформи за медиумите, тој доаѓаше неколку пати тука, но јас не знам зошто едноставно има потреба да се викаат меѓународни представници, затоа што ние во ФЕЛАТа многу добро знаеме што ни треба и како треба. Ако некој сака да ни помогне, ние знаеме како се функционира надворно, ако некој сака едноставно да помогне, може да земе новинари едноставно да ги однесе да видат каква е праксата надвор. Да се делат совети како ние тука да сме паднати од Марс, мислам дека е несоодветно, не знам од каде се квалификациите токму на господинот Ван Хауте да ги реформира во моментов медиумите во Македонија, затоа што ни се појавуваше како реформатор во повеќе области. Од тука би сакала да посочам дека Македонската асоциација на медиуми во последниот период кога се преговараш имавме повеќе своји предлози. Некои од нив и во моментов ќе ги повторам. Ние имавме една интенција во Советот на Македонската радиотелевизија, агенцијата за медиуми, мнозинството да го представуваат новинари, мнозинството да биде од ФЕЛАТа. Кога велам од ФЕЛАТа, мислам на Македонската асоциација на новинари и Сдруженијето на новинари, а малцинство да бидат оние кои што теоретски ја следат оваа област или како што велат се јавност. Втората точка која што ја предлагаме во однос на реформите подразбира дека ние веќе подолго време имаме потреба, односно неопходност од регулирање на интернет просторот. Зошто регулирање на интернет просторот? Затоа што тоа е еден простор каде што најмногу се шири говорот на омраза, клеветите, навредите, односно се врши еден вид на психолошки притисок практично врз медиумите и новинарите. Како трета точка би го издвоила моментот со печатените медиуми. Тоа веќе беше предложено од наша страна и сега повторно го предлагаме. Сметаме дека е неопходно данокот да се тргне во делот на набавка на хартијата кај печатените медиуми и владата да направи некаков фонд, буџет за помош на печатените медиуми, затоа што знаеме просторот на печатените медиуми во Македонија со што се соочува. Не би сакала да биде навредлива во однос на другите, но мислам дека новинарството и основата на новинарството на анализите е токму започнато од овој печатен простор. Некој ќе рече да, одиме кон визуализација на медиумите, точно одиме кон визуализација на медиумите, но печатениот медиум, односно печатените медиуми како такви се уште постојат во медиумскиот простор. Преку агенцијата за медиуми сметаме дека треба да се даде еден поттик агенцијата за медиуми да биде како едно место, како една релевантна институција каде што ќе се обединиме практично сите и таа преку нејза да се издаваат некакви награди, да се направи некаков поттик како за новинарите во делот на истражувањата, така и за фоторепортерите, снимателите и слично, затоа што сликата е исто многу битен момент за да се долови ситуацијата. Сега би сакала само многу накратко да заклучам дека без ангажман на Македонската асоциација на новинари, уважување на ставовите на Македонската асоциација на новинари, односно игнорирање на поголемиот дел од ФЕЛАТа кој што ние го представуваме, ние ќе излеземе со став дека се продолжува со режимското новинарство кое ЗНМ толку го спомнуваше, само што разликата е што сега тие го употребуваат за својот режим.